Stari od šumski pat što vodi kon ugorninite na niđe planina, odamna ne je v upotreba. Srekne okolnosta što toj leži na golemiot mermeren masiv, koji vo Bitolski odel na Marijova se protega sve do makedonsko-grčkata granica, pa dviženje to je relativno neprečeno. Po obilnite proletni doždovi, za ovije tipično ritsko-planinski područje, letoto go prečeka brojni šumski i rastitelni zajednici. Nivnata razmestenost je evo tesna zavisnost predse od reljefnata struktura na terenu. Ogradenostan na ovoj region so prostrani planinski masivi, osobeno od južnata i od severnata strana, naglasenata izoliranost i značitelnite visokinski razliki, uslovubat rastitelni cvet da se karakterizira predse so vertikalna zonovnost. Namernici sme da stasame do izvorištata na rekata Trnovčica ili Bela reka. Neja sozdava dva kraka što izvirat pod vrvotna planina, nekada je na apsolutna visočina od okolo 2000 metri. Levi od krak go nosi ime to Trnovčica, sostaveno od golema i od mala reka, a desni od go narekle Bela reka, poradi bojata na nezinoto korito. Ovije dva kraka ke se spojat pred celo to Budimirci, pa poto od desnata strana ke dotečat i vodite na Lešnička reka. Vo Gornjov, v ovoj del, pravecotna istekovanjata na dvata vodoteka je kon severozapad, a vo dolnji del rekata Ostrog je svrti kon jugozapad. Brojnite molčinja govorat za nekogašnji od život u ova mjeseca. I koga čovečka noga ne kestapne dolgi godin, ovde prijatno si se nastanile brojni rastenije, pa duri i jelat. Pogledajte kako na izinite koreni uporno odat udolu, barajki zemljena podloga, a ke sta sad samo do reka. Za čoveka je rečeno, sedi drvo na drvo, a prirodata poleka i uporno seke si dovede na svoje mesto.
со помош на најпрецизно изработените карти, си го леснуваме движењето кое на овие терени е вистинска прошетка. Овде, да. Овде сега ти кажам. Изводно. Сочуваните шуми во овие повисоки предели на Мариово, на потешко предистапните простори, оддалечени од населените места, изградени се главно од бука, бука и ела, од елови шуми, од бука и бор, борови шуми и од црн бор, и од бел бор, и од молики. На планина Ванидже, по Пелистер, се најпространите моликови шуми. Овде во субалпскиот појас на височина помеѓу 1600 и 1850 метри надморска височина, тие изградиле примарни состојни, главно на варовничкиот терен, и зафаќаат ареал од 100 хектари со постојана интенција на зголемување. Овие ендемични и реликтни видови за среќа се ставени под заштита на законот. Мошно впечатлив во ова местност е масивот Змеица. Под него мала флористична оаза. Мермерите се овде изворедна подлога за мощне ретки видови од растителниот свет и се фактор број 1 за севкупниот биолошки белек. Се наоѓаме на најголемата речна тераса од некогашното големо езеро. На десната страна од Бела река запоседнал црниот бор, а на левата се настанило, чиниш, се што е можно од растителниот свет. Како реката да го кажала и првиот и последниот збор. А таа овде ќе започне да го напушта масивот на Кајмакчалан, а мермерната подлога полека ќе си ја замени со гранитите, со кои ќе си поигрува посамоуверено, длабејки ги и изрезубајки го префинетото чувство за бајарство. Токму на ова најголема тераса на Бела река, во овој раскош од растителни состојни, изградена е најубавата шумска куќа што сме ја виделе. Изградена и оставена, заборавена. Не заборавил само некој да ги извади сите врати и прозорци и се што можело да се однесе. И овде во Мариово се бели. Елбете, луѓе како луѓе. Ова е кадар што треба да најави, да каже дека во Мариово овде онде има живот. Да стане Итар Пејо, па да си ја види неговата градешница. Да ги види Зовик, Маково, Рапеш. Да го види и оба Будимирци. Па да ги изброи луѓето или да најде луѓе за да им ги прикажува своите гачки. А кому да прикажува? На неколкуте ли старци и старици што и не дослушуваат веќе. И трините Мариовски се сега за затворените порти, во испустените куќи од кои може да се направи чудесна уметничка фотографија, во празните амбари или во некоја бразда со немоќно посадено лукче и кромиче. Некогаш кадилниците повеќе каделе отколку што денес чадат од жаците на овие простори. Во атарот на Будимирци се уште се распознаваат раскошните полиња, поилата за добиток, убаво подзиданите гумна на кои и се вршело, и се собирало лебното зрно, и се пеело, и се играло.
A ako se nemalo dovoljno grozje, za vino znajele lugeto da go napravat i od bobinkite na niski od bozel, a od cvetot na visoki otpak, so jajce i so brašno da napravat nešto povkusno od pohuvana tikvička. Recept od ni go kaže baba Krstana i na opšto zadovoljstvo obilno go prigotuvahme nekoliko dena. Sega koga vreminjata se ispuste, avo Marijovo, se poprava patištata, nekade asfalto duri ubavo, napreduva, se gradi sramežljivo vodovodna mreža i se rađa i ponekoja iskra nadeždeka naskoro ke može da se bidati po golemi stada ovci, kozi i krupen dobitok. Postojanite sporedbi s odamnešnjite vremenja zna da stanati izdodevni, no vredi da se spomene nekogašnata brojka od 100.000 ovci. Dviženje po dolinata na Bela reka je nevozmožno vo nezinata ptora polovina otečenijetu. Vertikalnite masivi se apsolutno neosvojivi, pa jedinstveno stanuba namernikot pozaobikolem pat pritoa isključivo odejki po izohipsite, da stasa do dlabokata klisura, pa duri potoa da pronajde patče da se spušti do rekata. Nije to, go storihme široko za obikulu vajki go grunište, a po očigledno nekogaš ubavo podzidani od pat, da stasame se obidopne do nekoja pozicija, koja vleva nadež deka se spuštime u dolu. Levata strana od obalata ni se čineše polesna i pobezbedna. Za osvojuvanje kilometar 2 poarčihme, reći si, dobri nekoliko časa. Naša sreća što pekolnite goreštini preku noć se pretočija vo nekoja svežina, so temperaturna razlika od celi 20 stepeni. Šumotna rekata odeknuva pomigu na mesta čistite vertikalni karpi od 100-200 metri, a patem ni tu jedno izvorče. Za čestenite odmori se koristat, pogledite da ni se napolnat so negibnatosta na prirodat. Čudna je ta želba što postojano potiknuva da se odi napred. Da se stasa, spored topografskite karti, do najatraktivniji del od rekata, na nekoliko kilometri od nizine od blivo Crna. A pomislata, deka vednaš poteo ne očekuva pat od zanazad, zašto nabrzo ti se stemni, malku potkradnuva od zadovoljstvo do, pa duri i voznemiruva.
Ni nedostasovat se ga on je izminati terasi od nekogашното ogromno Marijovsko jezero, od vreminjata na pliocenot. Ovde, pri odenjeto, celio tovar pađa zaradi izrazenata kosina na terenot vrz ednata noga, pa je dosta neprijatno. Ambijentot, iako daleku posurov, zaradi granitno gnajsnite karpi, mnogu podsetuva na kanjonotna Gradešnička reka, ona što bo pa te pisnata reportaža je narekotne kamena reka. Snimanjeto na ovaj teren je značajno i zato što to i naskoro, ako se ostvarat predviduvanjata, ke bide potopen su izgradbata na novata brana kaj Čebre. I konečno rekat, bučna, bistra, penljiva i povtorno neproodna. Nema slična go republika. Ovdje ama bukvalno kako drvjata da izvirat od neja. A to se slučuva na celi 10 od kupno 16 km dolgata reka. Razbiram da posle kad čovek ponekož da bide galeb, orel, lav, ama da im zaviduva na nekakvi plašljivi gluvčinja koji su tolika valesnutija si skoka od granka na granka, sekade oko nas je čudna rabava. Što da snimime od preubavata reka koga ne možeme ni levo ni desno poveke od 5-6 metara. Vistinska džungla. Prefrluvanje na drugata strana je jedinstveni od izlaz. Potom povtorni skačuvanje po ogromnite strmnini i pak u dolu.
Pomislite дека od našата намера нема да има ништо. Ме учеше баба ми дека има Господ, ама и ме научи да не го барам некаде горе на небото, туку во себе. И така, чекор по чекор, воздишка по воздишка, стасавме на место каде што здивот едноставно застанува. Огромните камени блокови откинати од планинскиот масив и струполени во реката, со столетија милувани, дотерувани, дообликувани од водата на бела. Се задржавме овде многу повеќе отколку што беше потребно да се сниме ова убавина. Понуливот, што е само 1 километар одовде, очекувавме нови доживувања. И повторно повторување на приказната. Треба да се искачат стотици нови метри, 200 метри, за да се изнајде нов приод до реката. Но обично на крајот се случуваат вистинските доживувања. Во микашисните карпи, мощни подложни на ерозија, најдуваме на материјални докази за огромните притисоци врз карпестите маси за време на орогените фази што го зафатиле ова подрачје. Милје од нишки во сите бои. Пред времињата и невремињата се свиткувале дури и овие моќници. Луѓе, ова е незаборавно доживување.